Претениците кои им се приклучија на мнозинството на ЗАЕФ и на Црниот петок одлучија да застанат на страната која свесно работи на уништување на државата, цел живот ќе го носат таквиот товар. Злоупотребувајќи ја нивната мака и сериозните затворски казни кои им се закануваат, ЗАЕФ го доби тоа што го бараше, но тоа нема да им ја отргне ниту пак намали вината на осумината кои ги изневерија нивните гласачи, па затоа беа и исклучени од партијата, смета потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски во отворено на Алфа. Власта водеше паралелно неколку кампањи, скапо платени. Една од тие кампањи беше да внесе немир и раздор во рамки на опозицијата, што еве и го прават, да најде во рамки на опозицијата луѓе кои што би оделе контра ставот на опозицијата и да создаде еден впечаток дека во суштина од ВМРО ДПМН зависи, а не од СДСМ. Така што не очекував дека ниеден од овие претеници ќе оди спротивно на волјата на граѓаните, затоа што граѓаните врз основа на таа програма ги гласале. Но за жал тоа се случи и тоа ќе им тежи цел живот. И тој срам и тој товар ќе им тежи цел живот и ќе си го носат. Според Николовски, минатиот петок се случуваше класично силување на демократијата. Јасно се гледаше вели дека Зоран Заев нема поддршка за гласањето, па тоа го направи со директни закани, обид за подкуп, закани за судски процеси. Таков е стилот на СДСМ. Но ставот на ВМРО ДПМН е јасен, нема да го поддржат Преспанскиот договор, а уште помалку да гласаат за промена на уставното име, кое според Николовски ќе значи и создавање на нова држава. И всушност во петокот се случи одговор на сите оние прашања и дилеми кои што постоја во јавност зошто одредени работи се случуваја во изминатиот период, почнувајќи таму некаде од објавувањето на првите бомби, односно прислушувани разговори, завршувајќи со петокот, и сето тоа доби еден логичен след, а логичниот след беше дека треба да се случи промена на името на Република Македонија, затоа што во петокот отпочна фаза за преименување на оваа држава и практично за создавање на нова држава, затоа што кога ќе промените име на држава и внатре во уставот, тоаш вие создавате нова држава. А токму Канчевска, Милевска, Александрова, Муковски, Арнаудов, Вавировиќ, Василевски, Рамчиловиќ и Исмаиловска Старова и дефинитивно ќе делуваат како посебна пратеничка група. Веќе го известиле собранието за нивните чекори, ама немаа доставено иницијатива за комисијата за помирување на која чека мнозинството. Се поизвестно дека на чело на групата ќе застане екс-министерката за култура Канчевска Милевска. Новата пратеничка група од понеделник се очекува да ги започне разговорите за уставните измени. Рокот пак за доставување на предлог амандманите за менување на уставот кој Талат Џафери го постави на владата истекува следната сабота.